Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена, задолжени за собирање на отпадот од контейнерите, секојдневно се свидоци на непримерното однесување на Скопјани. Во контейнерите наминати за комунален отпад речиси секојдневно наоѓаат предмети на кои не им е местото во контейнерите. Шприцовите и иглите, иако со закон е предвидено директно од ординација да се носат во дрисла, многу често се фрлаат во најблискиот контейнер, а уште поредовно во контейнерите завршува и градежниот отпад, кој со самото депонирање ги уништува како садовите за отпад, така и возилата за собирање на отпадот. Токму со цел едукација на граѓаните за правилно фрлање на отпадот, секојдневно на терен е присутна екопатролата. Во скопските општини Аеродром и Кисела вода, граѓаните беа едуцирани дека законот за јавна чистота забранува градежниот и кабастиот отпад да се одлага на јавните површини или во контейнерите и информирани дека јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје им овозможува електронската, електричната опрема и застарениот мебел да го депонираат во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, без при тоа да платат паричен надоместок или пак да ги користат акциите за собирање на кабаст отпад кои редовно се одвиваат во скопските општини. Денеска и утре, токму ваква акција за собирање на кабаст отпад се одвива на територијата на општина Кисела вода. Како што информираат од Комунална хигиена, со цел превентивно действување на прагот од пролетната сезона, екопатролата се сретнала и со собствениците и вработените во угостителските објекти на кеот 13 ноември, со кои што било разговарано за правилното третирање на отпадот од храна и елимирањето на истедоците, кои што создаваат непријатна миризба околу садовите и можност за зарази. Поголем проблем представува и фрлањето на неизгаснатиот жар од скарата на угостителските објекти во контейнерите, кој потоа предизвикува опожарување на истите. Портпаролката на јавното предпријатие Комунална хигиена Ана Марија Брангјолица нагласи дека екопатролата нема ингеренции да казнува, но доколку забележат поголем прекршок, доставуваат записник до МВР, пошто прекршителот одговара според законот.